Мислам дека ја имаме нашата Ивана на линк која што ќе разговара со председателот на Триатлон Федерацијата поврзано со првенството кое што е актуелно во периодов. Ивана, добро утро и драго ми е што имаш една вакава многу поведра тема од областа на спортот. Да, така, Суса, добро утро и до тебе. По сите овие вести, нели, кои што ги слушнавме од тебе, време е малку и за утрински вести или убави спортски настани кои што ќе ги најавиме ова утро, односно Триатлон Федерацијата на Македонија во рамките на својот редовен календар на активности и оваа година го организира дуатлон првенството за сите љубители на трчањето и на велосипедизмот, па токму така ова првенство ќе се одржи на 14 април оваа година, но повеќе детали ќе дознаеме од председателот на Федерацијата, а тоа Иван Михайловски. Ќе ви посакам добро и убаво утро, Иван. Како течат подготовките за овогодинишното дуатлон првенство? Благодарност првин за поканата во вашата емисија, вашата телевизија. Секојаш издвојува време за нашите активности. Еве, меѓу првите ја почнуваме оваа сезона со дуатлон надпревар кој што се чинува трчање, возење велосипед и повторно трчање. Така да интересен надпревар за сите категории на надпреварувачи, значи очекуваме негде околу 150 на надпреварувачи. Од популарно сите три наши клубови кои што се занимаваат со триатлонот воопшто како спорт за подигнување на способноста на спортистите на повисоко ниво. Така да самиот надпревар се одржува од другата страна на реката Вардар, не ова популарна која што сите ја користиме за трчање и возење, значи од другата страна на популарно Карши кафаната Жабар или под Завода за спортска медицина. Самиот надпревар започнува веќе во 8:45 со поделба на стартните броеви во сите категории кои што стартуваат во 10:30, значи сениори, јуниори и мастерс категорија и кадети. Понатаму следуваат поинтересните категории за гледање, значи деца 1 и деца 2, кои што се најмасовни, да речеме, и се иднината на нашиот спорт. Значи, тука ги покануваме сите надпреварувачи кои што сметаат дека може да се покажат и докажат во дуатлон како спорт. Значи, покрај нашите клубови, значи, три дисциплинс, Триоджи од Скопје и Совка, значи, очекуваме доста масовен надпревар. Тоа сакав да ве прашам, следно кој може да се пријави и до кога траеве пријавувањето? Надпреварот се одржува, односно првенството на 14 април, но до кога може да се пријават сите оние кои што сакаат да бидат дел од ова дуатлон првенство? Така. Без разлика дали се рекреативци или индивидуалци, може да се пријават на нашата Facebook фан страна на Триатлон Федерација на Македонија, каде што имаме поставено линк за пријава. Ние се генерира веднаш кај нас, значи нивната пријава, а плаќањето го изведува до 10 април на сметка на Триатлон Федерацијата. Така да дистанците таму може да ги видат, значи за сениорската и јуниорската конкуренција дистанцата е 5 км трчање во 4 круга, во правец према Камени мост, доста атрактивно. Потоа велосипедот се одвива, значи, во 4 круга, исто така према правец према Систина. И после тоа следува уште едно трчање од 2 круга, за да се направи дистанцата од 2,5 км. Значи имаат 5 км, 20 велосипед и 2,5 трчање. Во однос на другите категории, сите дистанци се намалени, зависно од нивната категорија во која што се надпреваруваат. Да, навистина интересни рути, нели, за трчање и за надпреварување, малку повеќе, нели, да се актуализира или популаризира и другата страна од кејот на реката Вардар. Оваа година знам дека имате некои нови правила, дали можеме да споменеме некој од нив? Едно од главното правило е дека мора да се носи заштитна кацига, затоа што безбедноста на нашиот спорт е приоритет пред се. Потоа сите останати правила кои што ги имаме во однос на кои што треба да ги прават надпреварувачите, може да ги проследат кај нас на самиот настан. Ние заклучно ги поддржуваме правилата на Европската и Светската триатлон федерација. Исто така истите ги презентираме пред самиот надпревар, така да едноставно надпреварувачите треба да бидат со
подобро со роуд велосипед, нели, за да бидат побрзи, покомпетитивни. Не е дозволено електричен велосипед, не е дозволено ТТ или time trial велосипед, кој што значи едноставно е опасен во овој вид на надпревар, се постигнуваат големи брзини. Секогаш кај нас надпреварачите имаме фер надпревар, нели, во кој што ги почитуваме правилата. Тоа е тоа. Така, оно што преостанува секако да ги поканиме, нели, сите оние кои што сакаат да бидат дел од ова дуатлон првенство. Веруваме дека временските услови ќе бидат одлични, за разлика од ова утро, дека нема да ви врне на 14 април и да имате уште еден успешен надпревар. Да, благодариме. Секако ги покануваме сите ентузијасти, спортисти, не само од триатлонот како спорт, туку и од другите спортови, да се приклучат на овој надпревар, да се покажат и докажат колку што можат, нели? Тука ние не застануваме, имаме надпревари понатаму. Следен надпревар ќе биде триатлон надпревар во Скопје, организиран од Триоджи на 19 мај, потоа државното првенство 15 и 16 јуни, 18 август ние надпревар во Струга, значи организирано 3 дисциплин Струга. Имаме и акватлон на 25 август во Охрид, организирано од Охрид трчат. И повторно се враќаме со уште еден дуатлон. Значи има надпревари, ги покануваме на сите нормално, да пратат нашата фан страна каде што ќе добиваат информации за трките и околу временските услови сме оптимисти, нели, но никогаш не може да делуваме на нив, така да ќе видиме како ќе биде. Така, ти благодарам, Иван, уште наш и ние секако и понатаму ќе известуваме за сите овие интересни спортски настани кои што се одржуваат во Скопје, но и секако во останатите градови од Република Македонија. Оно што секако вам ви преостанува е да бидете спортски активни и секако да бидете дел од некој од овие навистина доста интересни настани кои што ни престојат оваа пролет, па секако Иван ги најави и настаните кои што ќе се одржат во текот на ова лето. Одлична информација за сите љубители на спортот, особено на овие тешки спортски дисциплини, дуатлонот, триатлонот и какви да бидат временските прилики или неприлики. Знам дека ништо нема да ги исплаши, ништо нема да ги поколеба. Многу поздрав до тебе, Иванче, и до твојот соговорник.